Состојбата со смртноста во Македонија се поалармантна. За 3 дена 51 лице ја изгубија битката со COVID-19. Од нив 85% се со претходни хронични заболувања. Поголем дел починале дома или во болница, но откако биле доцна хоспитализирани. За да не се преоптоваруваат болничките капацитети, во многу случаи матичните лекари ги советуваат пациентите да се лечат во домашни услови. Но овој факт здравствените власти како да не го земаат во предвид, а хронично болните остануваат и натаму изложени на ризик. Од Министерството за здравство без конкретен одговор дали имаат стратегија да ги заштитат. Мерките за враќањето на дел од хронично болните лица на работа се добро проценети и анализирани пред да се имплементираат. Не се враќаат сите пациенти со хронични болести на работа, туку се враќаат тие кои што можат да работат согласно проценката на лекарот специјалист. При тоа се води сметка за пациентите на кои им е влошена болеста и секако одлуката зависи од типот на хроничната дијагноза. На хронично болните им трае бесот и стравот, затоа што во овие најлоши времиња треба да одат на работа. Како што велат, биле фрлени под возот и бараат итно да бидат ослободени од работа. 85% имале претходни заболувања со терапија. Можеки живееле уште по 30 години. Ги фрливме некако под возот тие луѓе. Апелирам да се организираме и да бараме било каква мерка за да се заштитиме. Дали некој ќе понесе одговорност за сите починати со претходната препорака за ослободување? Кон критиките за состојбата се приклучи и првиот човек на Собраниската комисија за здравство Арбен Зибери, која оцени ваквата ситуација како загрижувачка. Тој во интервју за 360 алармира дека причините за смртноста итно треба да се утврдат. Посебно е загрижувачка состојбата со смртноста во земјава од COVID-19. Треба да се утврди што е причината за тоа. Дали е во прашање само за доцнето јавување на лекар или и недоволни капацитети на болниците, исцрпеноста на здравствените работници и неподготвеноста на здравствениот систем во целина. Ако продолжи ваквиот тренд, за 7 дена ќе броиме повеќе од 100 починати. И експертите предупредија дека ако бројот на смртни случаи на дневно ниво е двоцифрен, Македонија ќе биде прва по стапката на смртност од коронавирусот во светот.